Добар ден, денес со нас е Петар Арсовски, комуниколог и политички аналитичар, со кој ќе разговараме за повеќе теми по однос на новата влада и владиниот состав. Веднаш би почнале со првото прашање, кој е вашиот став за реорганизацијата на владиниот состав? Дали реорганизацијата на владините ресори ги отсликува реалните потреби и е резултат на компромиси и пазарење меѓу политичките партии? Па, секако остава сомнеш дека има некаков простор дека зголемувањето на министерствата за да се задоволат коалицијските капацитети, но ние во основа не знаеме како е скорена таа влада. Точно е во интерес на вистината дека долго време министерствата беа преголеми, со премногу ингеренции и не беа модернизирани во смисла на тоа да ги следат новите текови. Долго време имавме секретаријат за евроинтеграција наместо министерство, например, и така натаму, но зголемувањето на министерствата не е во десничарската идеологија. Во принцип, десничарската идеологија е да се намалува јавната администрација, да станува таа што е можно поефикасна, што е можно помалку администрација, имајќи преди дека ние имаме пандемија на превработеност во јавната администрација. Прашање е зголемувањето на министерствата дали вистински ќе направи јавната администрација помала, што е право, во министерствата не е преголем дел од вработувањата, но треба да видиме како ќе се поделат ингеренциите. Треба да имате предвид дека иако големиот закон овој за државна управа што се носи со 2/3 е донесен, постојат по некои проценки уште 400 амандмански закони кои се неопходни за министерствата вистински да ги преземат своите ингеренции. И јас не мислам дека тоа ќе се случи многу брзо. Видите, има многу правилници, многу внатрешни процедури и така натаму. Во основа одговорот треба да почекаме и да видиме. Било која промена која е во насока на тоа министерството да функционираат како што треба и поефикасно, секако дека е добре дојдена. Но ако е тоа чисто политиканство, мислам дека ниту на оние кои го прават, ниту на граѓаните ќе им донесе ништо добро. Та, но ваквите министерства кои што се комбинаторики од едно на друго, до сега не беа тестирани. Има ли владата време да експериментира со вакви министерства? Времето секако не гази. Ние сме во ситуација во која и евроатлантските интеграции, но и економијата, владењето на правото многу е дојдено до некоја ситуација во која немаме премногу простор за експерименти. Мислам дека ако веќе владата одлучила да ги прави овие министерства, добро е што ги направи на почеток. Полошо ќе беше да ги направи после 2 години во мандатот, па на пола да се блокира цела влада, чекајќи новите министерства да се воспостават. Во основа, министерствата не се независна варијабла околу тоа како ќе функционира владата или не, тоа е заедно едно. А ако новата влада се покаже ефикасна, тогаш сите ќе им го простат зголемувањето на министерствата. А ако новата влада се покаже неефикасна или ако продолжи тој проблематичен наратив кој се појави на почетокот на оваа влада, тогаш министерствата ќе станат безпредметни. Гласачите ќе станат незадоволни од вкупниот перформанс на владата без оглед дали се зголемени или намалени министерствата. Така што во таа смисла промената на министерствата не е варијабла која ќе го смени вкупниот тек на популарноста на владата. Така. Сега преминуваме на темата евроинтеграција. Дали новата влада предводена од ВМРО, ДПМН, ЗНАМ и ВЛЕН имаат политичка волја, капацитет и реални изгледи да станеме да го продолжат евроинтеграцијскиот пат? Не изгледа така на првиот наратив. Веќе во првиот период новата влада зазема еден пасивно агресивен антагонистички став кон Преспанскиот договор. Толку антагонистички што може промената на уставот и одблокирањето на преговорите со ЕУ воопшто да не дојде на дневен ред, да се заглават на Преспа. И во таа смисла мислам дека тоа ќе биде најголемиот предизвик за нив. Не само затоа што тие сакаат некакви нови договори, има некаков емотивен дисбаланс, некаква огорченост кај нив околу Преспанскиот договор која се обидуваат да ремедираат на некаков начин, значи да најдат некаква нова интерпретација, тоа ќе биде многу тешко.
бидејќи Преспанскиот договор е веќе етаблиран и е веќе експлицитен. Нема тука многу простор за импровизација. Мислам дека тоа ќе биде првиот проблем со кој ќе се соочи владата. Вториот проблем е исто така барат некакви промени кои не сум сигурен дека се возможни околу бугарското прашање. Односно, одблокирањето на преговорите, најавуваат обид за нова преговарачка рамка, тоа е гамбит сериозен, бидејќи вие можете на ваше барање да ја отворите преговарачката рамка, но тоа значи де факто да се повлечете од сегашната. И отварањето на преговарачката рамка ја отвара за барањето на сите, вклучително на Бугарија. Ако владата се впушти во таа авантура, не сум сигурен како тоа ќе заврши. И има еден антагонизам кон албанците исто така. Премногу им се даде на албанците, на некаква една порака, сега им дадовме помалку на Блен, тоа е као некаква... ги задржавме министерствата македонски. Као да е тоа некаква победа, не знам каква. Така што тие три наратива не навестуваат дека владата ќе биде космополитска во таа смисла и дека ќе има отворена надворешна политика. При тоа, проблематично е што тој наратив почнува да функционира кај електоратот. Они ќе го придвижат електоратот толку надесно, што потоа и да сакаат да направат нешто со Преспанскиот договор, имавме една срамежлива, едва исцедена изјава од премиерот на положувањето на заклетвата со Северна Македонија. Дури да сакаат нешто да направат, тоа ќе чини рейтинг, до сега, колку што ја следам јас ВМРО-ДПМН е партијата која е на власт, многу тешко се одлучуваат на непопуларни потези. На потези кои на анкетите не стојат, не даваат веднаш инстант гратификација, така што јас мислам дека дека најмногу ќе се мачат со тоа прашање. Инаку тие влегуваат со голем политички капитал по другите прашања. 80 пратеник. Владење на право, економија, внатрешни реформи можат што сакаат да прават. Но за надворешната политика мислам дека живеат во еден бабл на тоа што е наративот и мислам дека останатиот дел од планетата некако не го разбира нашиот внатрешен бабл и тие две реалности како да немаат допир. Да. Што ќе се случи доколку евроинтеграцијскиот процес не продолжи во 2024 година, како што навестуваме? Дали Северна Македонија ќе изгуби шансата да стане членка на Европската унија во догледно време, односно дали стагнацијата на овој процес ќе предизвика кризи и дестабилизација? Постои тој потенцијал, иако јас не би го преценил во овој даден момент. Се појавува во последно време ставот на Европската унија, особено Франција и тие Бенелукс земјите, па делумно и Германија, беше ние под овие услови не сакаме веќе проширување. Зошто? Бидејќи примаме банана држави внатре, вие ни се собирате во група како за Евровизија, после не можеме да донесеме буџет, не можеме да донесеме одбранен буџет и така натаму. И тоа роди еден сомнеш околу тоа дали овој формат на европреширување е вистинскиот формат. И се појавија идеи за 2 круга, 3 круга, внес во заедничкиот економски пазар и зона, но без право на вето, без еврокомесари, така натаму. За во последно време да се појави еден нов апетит за проширување, особено за Западен Балкан, можеби поради Украина и Молдавија, кои незаслужено добија поттик напред кон евроинтеграциите, и може да се случи ние до 2028 или до 2030 да бидеме сведоци на ново политичко проширување. Што значи тоа? Значи проширување во кое и неподготвените земји кои немаат отворени прашања да се внесат во ЕУ, па внатре да се решаваат проблемите, како што беше случај со претходните политички проширувања со Бугарија и Романија. Но мислам дека Европската унија нема апетит да внесува земји кои имаат отворени прашања. Сериозни отворени прашања за Западен Балкан. Во таа смисла, најдобри кандидати за проширувањето се Црна Гора и Албанија во моментот. Црна Гора, затоа што новиот премиер некако ја прекина таа папочна врвца со Србија и нешто покажува знаци дека структурните реформи ќе се придвижат. Албанија затоа што работи на тоа со избирањето за европратеник на овој градоначалникот кај што има проблем во Албанија, може и тоа да се случи и тогаш ќе се случи декаплинг на Албанија од Северна Македонија. Мислам дека за Босна, за Косово и за Србија никој нема надежи од догледно време и дека има некоја форма да се одржи процесот жив, но сакам да кажам, нема сите земји од Западен Балкан да го фатат тој воз на новиот апетит 2028-2030. Ние најверојатно нема да го фатиме. Ако се одвои Албанија од Македонија,
тогаш може да се случи внатре да се појави разочараност кај албанските гласачи, кои ќе кажат, па добро, сега од вашиот инает, еве, соседот се движи напред, ние што правиме? Во таа смисла може да се појават некакви тензии, но не сум сигурен дека тие може да создадат некаква дестабилизација. На тоа треба да го додадете фактот дека дуи е прв пат во опозиција и дека тие веруваат дека се делегитимира изборот на албанците со тоа што Влен е во владата. Јас мислам дека тие до локалните избори 2025 тоа ќе го третираат како епизода, но ако продолжи тоа после 2025 мислам дека треба да очекуваме некакви спорадични изблици на незадоволство од ДУИ и од албанските гласачи. На крајот на краиштата, ние не може да се лутиме, ние не може албанците да ги заробиме во нашата инаитливост. Не може тие да бидат казнети затоа што ние одбиваме да го почитуваме договорот со Преспа што сме го направиле и се обидуваме да ги спроведеме обврските кои сме ги подпишале со Бугарија. Така што може да очекувате барања за заедница на албански општини, може би дводомен парламент, дополнителни ингеренции на локалната самоуправа за да може сама да се движи кон ЕУ. Тоа се нивоата на кои мислам дека треба да очекуваме некакви поместувања ако Северна Македонија остане заглавена, а Албанија продолжи напред. Така. Во која временска рамка е потребно да се откочи процесот за земјата да добие реални шанси да стане земја членка, затоа што еве рековме дека не предвидуваме дека некои временски рамки до 2028-2030 со ваквата политика може да не предвижи напред. За земјата да се движи напред, вчера треба да ги отглавиме преговорите. Не утре, не задутре, вчера. Ние веќе 30 години сме независна држава. Сме покажале дека секој пат кога сме имале било каков вклучен напредок по било кој од основните прашања, тоа било врзано заедно со напредок кон евроатлантските интеграции. Секогаш. И дека секогаш оставени сами на себе стануваме локално декадентни и ни се распаѓа системот пред очи. Така што без оглед на добрите желби на крајот, трајниот напредок на државата е врзан со напредокот со ЕУ. Ние немаме доволно знаење, немаме доволно капацитет, немаме доволно политичка волја тој напредок да го направиме траен, ако не е поврзан со напредок кон ЕУ. Ако ние го пропуштиме овој воз 2028-2030, не сум сигурен, мислам дека европроцесот нема да застане, евроинтегративниот процес, но ќе бидеме ставени на втора шина како Србија на пример, која всушност не ни сака да влезе во ЕУ и ќе одбива да примени голем дел од европската надворешна политика и дека ќе станеме една земја која нема капацитет да направи некаков посериозен проблем, но нема ни капацитет многу да напредува. И тоа може да биде деценија или две. Ние гледаме, која веќе ја спомнавте Србија, дека таа на некој начин намигнува кон Кина, се врти кон истокот. Дали има потенцијал и нашата држава да ги запре прозападните процеси, односно да се сврти кон исток? И тоа што го прави Србија и тоа што евентуално би го правиле ние, може да биде само ситна пакост во лицето на ЕУ. Ниту Србија, ниту Северна Македонија може да се преселат на друга географска локација. Ние припаѓаме на европскиот континент, заокружени сме од НАТО земји и земји членки на ЕУ, така што ние де факто немаме друг стратешки правец. Вие не можете ниту Северна Македонија, ниту Србија да ја направите остров на, например, кинеско влијание во сред Европа. Тоа нема да се случи. Ние можеме да правиме, да тераме онаа политика која Вучич веќе ја спроведува, а тоа е да седи на две столчиња, да ги игра едната против другата страна. Сето тоа со еден наратив дека тоа го прави за доброто на Србија да извлече максимум полност. Мислам дека во таа линија треба да го очекуваме тој наратив, ако одиме во тој правец. И ако гледам дека локалната политичка сцена е доста инспирирана од политичката сцена во Србија, така што не би бил многу изненаден ако имаме ако се појави таков некаков наратив ала Вучич и Орбан. Со вас сме, ама не баш до крај, мора да работите за нашата љубов секој ден. Така и тука се отвора и прашањето за милијардата, која што се уште не знаеме од каде ќе стигне, како ќе стигне, за која намена ќе стигне, туку се уште дали тоа ќе биде некоја милијарда како што беше во минатото на Циле или
Да, Има реална, вистинска милиарда. Видете, некои медиуми објавија дека милиардата евра најавена е од Унгарија. Со директен меѓувладен заем со 3% камата. Ако е тоа така, тоа не се лоши услови. Тоа значи од земја членка на Европската Од земја членка на Европската унија камата од 3% тешко се наоѓа во денешно време. Но јас не сум сигурен дали парите се навистина унгарски. Важи еден стереотип во моментот во светските финансиски текови дека толку слободни пари за такво несигурно подрачје како Северна Македонија во основа само Кина може да продуцира. И дека можеби се тоа некакви кинески пари кои низ Унгарија ќе завршат во Македонија, но на крајот не е. Тука се согласувам со економистите, не е толку важно од кај се парите и кои се како ќе се потрошат. Како ќе ги потрошите парите? Вие може да се позаемите и ги потрошите парите во кафеана. Парите ги немате, а ги должите. Или може да ги дадете за бизнис и после тие да ви го вратат кредитот, а да ви враќаат и плюс. Така што прашање е дали ќе се потрошат за некаков продуктивен трошок. Имаше некакви најави околу тоа каде тие средства ќе одат, но ние се уште не сме виделе ниту структурата на кредитот, ниту планираното каде ќе се трошат. Мислам дека тоа мора да биде поврзано со ребалансот на буџетот кој го најавува владата. Веќе во јули, бидејќи доколку не оди за враќање стари долгови, ќе ја зголеми кредитната изложеност на државата. Се уште има премногу непознаници, но индикативно е чим владата не е целосно отворена и транспарентна по кредитот, по тоа прашање, нешто смрди. Да, и последното прашање околу евроинтеграцијските процеси, премиерот Христијан Мицовски најави дека приоритет на новата влада ќе биде спроведување обнова на институциите, па потоа ќе мисли за обнова на евроатлантскиот процес. Дали ова значи дека ЕУ ќе мора да почека? Со овој наратив од владата ЕУ ќе мора да почека секако. Владата не го прекршува Преспанскиот договор. Тоа не може добро да одекне во меѓународната заедница. И Гордана Силјановска, и Мицковски лично, но и владата го прекршуваат Преспанскиот договор. Тој однос може да ја донесе Македонија во категоријата на земји на кои не може да им се верува да ги спроведат своите договорени меѓународни обврски. Ако тоа се случи, нема да има напредок, бидејќи не само Бугарија, и Грција ќе почне да го спречува напредокот. Нешто што не бе се случај до сега по потпишувањето на Преспанскиот договор, Грција стана еден од главните промотори на Северна Македонија кон Евроатлантскиот пакт. Сериозно може да се закочи таа приказна и не знам владата кој е планот да го откочува. Мислам дека овие илузии ние ќе договориме нов пакет, или Грција ќе легне на брашно, ние кој ќе викаме само Македонија, мислам дека се тоа илузии и дека е тоа многу ризична меѓународна политика. Нас не ни требаат нови непријатели, нас не требаат нови сојузници. И во таа јас мислам дека тоа ќе биде најголемиот предизвик за владата и може сериозно да се ударат во зид во тоа, особено што знаете како со ова однесување владата де факто ја потврдува тезата на сегашната опозиција СДСМ, кои велеа во кампањата ако дојде ВМРО на власт, забравете на ЕУ. И тие ја потврдуваат таа теза и всушност мислам дека кога во рейтинзите ќе се види дека најголем дел од разочараните гласачи на СДСМ всушност се повеќе исплашени од губитокот на овој европски напредок кој ќе почне да се уронува рейтингот на ВМРО ДПМН, дека тогаш ќе посакаат да направат нешто, но може да биде веќе доцна во меѓународната. Така. Каква ќе биде структурата, односно меѓуетничките односи? Веќе вие начнавте на некој начин што може да се случи, но ете ние во изминатиот период гледавме напори за едно општество, еднакво општество за сите. Дали сметате дека оваа влада ќе го продолжи тој пат кон еднакво општество или повторно ќе дојдеме до некакви поделби и сегрегации, секој да си биде собственик на, ајде условно кажано, својот во двор? Ете, ние во основа немаме
суштинска одлука околу тоа како ќе ги менаџираме етничките односи низ изборниот процес. Таа одлука немаме сериозна стратегија и не сме донеле како општество таква некаква одлука. Ние тој процес го менаџираме сега на технократско ниво. И вие тука имате два големи правци. Видите, ова едно општество за сите е повеќе вредносна категорија. Таа треба се пренесе низ некаков политички механизам, да видиме како функционира на терен, кога ќе се изберат пратеници, кога ќе се прават коалиции и така натаму. Имате сега два правци. Едниот е на предизборна интеграција. Тој правец говори дека треба да се направат идеолошки или програмски коалиции однапред, кросетнички се разбира, и да победат програми. И тогаш да не гледаме дали некоја коалиција има два албанци плюс еден турчин минус 3 срби плюс. Туку имате коалиција која во основа во себе ги задоволува генералните принципи на ја пресликува мултиетничноста на нашето општество, но нуди некакво програмско решение, гласачите и македонци, и албанци, срби, турци, власти и така натаму гласаат за таа коалиција и после не мериме на кантар дали имало 2 или 3 пратеника плюс, бидејќи сме избрале правец. И тоа е едно нешто за кое имаше некакви обиди претходно на нашата политичка сцена, но еве не заживеа. Вториот правец, а тоа е албанците гласаат за албанци, македонците гласаат за македонци, па потоа тие што се најлегитимни од тие две се спојуваат колку и да се некомпатибилни програмите. Значи, албанците гласаат за ЕУ, за НАТО и така натаму, македонците против ЕУ, против НАТО, и се тие две партии треба се спојат. Не знам како ќе ги испеглаат тие разлики, тоа го гледаме сега во владата. Во тој случај, ако ја продолжите таа логика, тогаш треба да имаме дводомен парламент. Само така може тие некомпатибилни агенди да ги ставиме низ некаква технократска процедура. Тогаш треба да има еднодомен парламент за албанците кај што ќе бираат, еднодомен парламент за македонците кои ќе бираат, па потоа секоја легислатива да помине низ двата парламентарни дома. Тоа се двата правци кои, ако ги развиеме до нивниот апсурд, или се мултиетнички предизборни коалиции, или се две парламентарни седишта. И ние таа дебата не сме ја завршиле. Ние имаме некакви обиди и на оваа страна и на онаа страна, на некој повеќе би му се допаѓало дводомно собрание, на некој повеќе би му се допаѓале предизборни коалиции, но таа дебата околу тоа како мултиетничноста ќе ја пресликаме, а при тоа ќе направиме и некаква заедничка владина програма, за да можеме да гласаме за програма, а не само за две диаметрално спротивставени програми на двата коалицијски партнери, не сме ја завршили. Така. Кои се перспективите со смената на власта? Односно, вашите препораки за иднината? Владата најави кои ќе бидат незините приоритети, 4 се. Парадоксално внатре стои Европската унија. Борба против криминал и корупција и владење на право, борба за владење на право, подобрување на економијата и на животниот стандард со силни инвестиции, продолжување на европскиот пат и рамномерен регионален развој, односно силна децентрализација, пуштање на средства на општините за да може да ги подобрат услугите кон граѓаните. Тоа се као некои 4 стула кои вака изгледаат супер, како од книга напишани. Владата влегува со многу силен политички капитал. Значи, ние имаме влада, како ретко која досега во историјата на нашата држава, која влегува со политички капитал од безмалку 2/3 пратеници, 2/3 политички капитал однапред. Нема нешто што за нив е невозможно во моментот. Се што сакаат можат да отворат, да го остварат, сакаат да го распуштат судскиот совет можат, сакаат да го распуштат советот на јавни обвинители можат, сакаат да направат генерален реизбор на судии можат, сакаат да ја сменат структурата на буџетот можат, сакаат да сменат даноци можат, се. Сакаат да го раскинат преспанскиот договор можат, имаат 2/3. Сега е прашање на тоа што на вистина ќе направат. Мислам дека високиот политички капитал со кој доаѓаат, кој е еден подстрек и помош за владата, доаѓа со своја политичка цена, тоа се многу високи очекувања. Ви имате висок политички капитал, имате високи политички најави, големи ветувања и при тоа целата власт е во рацете на сегашната политичка гарнитура. Председател, влада, локални градоначалници и општини. Генерално да, без малку во неколку општини. Така е. При тоа мислам дека забораваме
и судбината на СДСМ на овие избори треба да ги потсети сите политички елити на тоа, дека нашиот електорат веќе нема премногу трпение. Не е тоа како порано да им треба 12 години за да се разочараат. СДСМ изгуби безмалку половина од своите гласови во само 4 години. Така што мислам дека тој недостаток на трпение и оваа влада ќе го почувствува. Електоратот е веќе на ивица, на граница на нервите. И мислам дека и оваа влада ќе мора да се мачи за да ја задржи оваа поддршка што ја има. Но владата се формираше вчера завчера што се вика. Тие велат не им требаат 100 дена, ама ќе им треба некој период да фатат некаков правец околу тоа што ќе прават, како ќе прават. Мислам дека е се уште рано да се прогнозира колку ќе бидат успешни. И благодарам многу. Благодарам и на вас.